Заменик градоначалникот на град Скопје Александар Трајановски поднесе неотповиклива оставка. Тој во своето излагање пред советниците на Советот на град Скопје ги наведе причините што го довеле да го преземе овој чекор. Трајановски меѓу причините за неговата оставка ги наведе раководењето со град Скопје и со јавните предпријатија, како што ја нарече на група од Сара и од Дуи. Тој посочи дека на почетокот при преземањето на раководењето на градот Данила Арсовска посочуваше дека ќе се бори со оваа група која ги партизираше институциите. Денес градоначалничката на град Скопје токму од таа екипа назначува директори. Од Кал Дае, од Сара и Дае директор ќе биде. Изминатава година град Скопје со сите ресурси и капацитети работи на проекти исклучиво во Сарај, како да не постојат останати општини во Скопје, истакна Трајановски. Поранешниот заменик градоначалник истакна дека неотповикливата оставка ја поднесува и поради малтретирањето на инвеститорите и постојаниот мобинг врз вработените. Поради неконзистентноста на јавните политики, неконзистентноста на департизацијата на јавните предпријатија, поради неконзистентноста во назначувањето и именувањето на директори во јавните предпријатија и институции, и поради целосното напуштање на програмата на модерно Скопје, поради безидејноста во справувањето со проблемите на градот и општините, поради незрелата политичка пресметка со градоначалниците на сите скопски општини, како и поради постојаниот мобинг и изживување, репресирање на вработените во градот и јавните предпријатија, подвлече Трајановски. Град Скопје испрати демант до медиумите каде тврди дека Александар Трајановски не може да даде оставка денес од причина што тој бил разрешен пред 3 месеци. Од градот посочуваат дека тој не ја извршува функцијата заменик градоначалник на Скопје од 19 декември 2024 година. Трајановски е разрешен од функцијата поради нарушување на угледот на град Скопје, неизвршување на своите задачи и неисполнување на својата функција како заменик градоначалник. Поточно, ова лице нема вкупно 3 активни минути на својата функција. Единственото барање на ова лице за кое е свесна градската администрација е неговата желба да добие канцеларија, службено возило и службен телефон. Друга комуникација во смисла на активен придонес кон работата на градот, ова лице немало во последните 2 години, посочуваат од град Скопје. Реконструирани се спортските игралишта во средното училиште на град Скопје Михајло Пупин, со што се овозможуваат одлични услови за средношколците и наставниот кадар за одржување на наставата по спорт и спортски активности, информираат од град Скопје. Новото игралиште за фудбал, изградено по највисоки стандарди, им овозможува на младите спортисти кои учествуваат во училишната лига, но и на сите средношколци од училиштето, да тренираат и да се надградуваат. Со инвестициите и проектите во нашите скопски средни училишта обезбедуваме подобрување на условите за учениците и за наставниот кадар, кој овозможува повисок квалитет на наставниот процес, стои во соопштението од град Скопје. Секторот за борба против тероризам, насилен екстремизам и радикализам при одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција ќе поднесе пријава против двајца 14 годишни малолетници од Скопје поради праќање на лажни закани за бомби во училиштата. Имено пријавените малолетни лица на 19 февруари оваа година од мобилниот телефон на едниот малолетник испратиле имејл со заканувачка содржина за поставена бомба во 2 училишта, едно основно и едно средно во Скопје. Исто така на 21 февруари од мобилниот телефон на другиот малолетник испратиле имејл со заканувачка содржина за поставена бомба во 2 училишта, едно основно и едно средно во Скопје. Од полицијата додаваат дека по извршените дополнителни проверки утврден е идентитетот на инволвираните малолетни лица, при што на 25 февруари во полициска станица во Чаир тие се повикани во присуство на родител, инспектор за малолетничка деликвенција од СВР Скопје и адвокат. Извршен е разговор во кој го признале и појасниле начинот на извршување на делото.
Од МВР посочува дека по извршениот службен разговор со цел обезбедување на докази со потврда за привремено одземени предмети од нивните родители се одземени 2 мобилни телефони со сим картички кои ги користеле пријавените малолетни лица. Црвениот крст на Република Македонија одбележа 80 години од своето постоење под мотото "Ние гледаме луѓе". 8 децении хуманост, солидарност, посветеност и непристрасност. Општина Аеродром има одлична соработка со Црвениот крст, со чии представници организираме различни активности и даваме барем мал придонес за оние на кои најмногу им треба подадена рака. Црвениот крст е доказ дека кога се сака, хуманоста и човечноста немаат граници, а Македонија може да се гордее со пожртвуваноста на својот народ, кога треба да се дари капка крв, со која секојдневно се спасуваат човечки животи, порача од локалната самоуправа на општината која прими плакета за успешната соработка. Црвениот крст со својата несебична мисија 24 часа на ден се грижи за сите на кои има потребна нега, помош и што е најважно, внимание и љубов. Волонтерите на Црвениот крст неуморно работат во голем број центри од различни социјални и здравствени области, заедно со сите кои веруваат дека со емпатија и добрина можеме да создадеме подобро утре за сите нас, велат од општина Аеродром. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми разум те сни.